Јас сум Камилија Каракачева. Имам 11 години. Учам во основното училиште ВД3 во Скопје и сум пето оделение. Денес ќе ви раскажувам повеќе за книгата Исидора Мун оди на училиште. Ликови во оваа книга се Исидора, мајка и татко и сестри, розовото зајче, наставничката на вампирското училиште, учениците од вампирското училиште, наставничката на Самовилското училиште, учениците од Самовилското училиште и наставничката на училиштето за луѓе и учениците од училиштето за луѓе. Тема во оваа книга Исидора бира и размислува во кој училиште да оди. Исидора е половина вампир, половина Самовила и доаѓа време да оди на училиште. Мајка е Самовила и вели да оди во Самовилското училиште, а татко е вампир и вели во вампирското училиште да оди. По појадокот требаше да размисли и да одбере во кој училиште да оди. На родителите им кажа дека следниот ден од сабајлето ќе оди во Самовилското училиште, а навечер во вампирското. Следниот ден отиде во Самовилското, но баш не се случи убави случаи. Не знаеше како да го користи волшебното стапче и не се баш допадна. Вечер там отиде во вампирското и таму баш не убави случаи се случија. Не знаеше толку брзо да лета и сите другарчиња ја чека и се смеја. Им раскажа на родителите што и се случило во двете училишта. Следниот ден во дворот види другарчиња, деца како се собираат и почнува да ја прашуваат дали на вистина мајка сам убила татко и вампир. Тоа многу им се допадна на децата и многу им беше забавно. Тие слушна дека она и доаѓа време да оди, дека треба да оди на училиште и предложија да дојде во училиштето за луѓе. Таа многу по тоа случај, по тој разговор многу сакаше да оди во училиштето за луѓе. Ако сакате да знаете што се случи понатаму, дали Исидора дозволи родителите да оди во училиштето за луѓе, што одлучи таа? Прочитајте книгата Исидора Мун оди на училиште од авторката Хариет Мункастер.